Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе завршиме со обработка на старозаветната книга позната под името Втора Самуилова. Да почнеме со читање на првиот стих од глава 23. Еве ги последните Давидови зборови. Слово на Давид, син на Јесеј, беседа на мажот кој е високо поставен, на помазаникот на Бога Јаковов и на сладкопевецот Израелов. Во овој стих Давид е представен како син на Јесеј, но и човек кој е високо поставен, помазаник Божи и сладкопевец Израелов. Бог го избра Давид кој се грижеше за овците на татко му Јесеј, го помаза за цар на Израел и му го даде целиот народ да се грижи за него. Во текот на своето владење Давид на неколку пати направи дела кои беа спротивни на Божјата волја, но и покрај се, Бог продолжи да го сака и да го користи за своја слава и за благослов на Израел. Стихови 2 и 3. Духот Господов говори преку мене, и словото негово е на јазикот мој. Рече Бог Израелов, карпата Израелова ми говори. Оној што господари со луѓето, нека биде праведен да господари со страхопочит кон Бога. Многу би сакал политичарите кои ја водат нашата држава да се водат според овие зборови, односно да бидат праведни и да господарат со страхопочит кон Бога. За жал, колку и да се зборува за правда и закони, се чини дека во нашето општество нема правда. Не само тоа, туку ми се чини дека речиси сите денешни политичари и водачи на државата немаат страхопочит кон Бога. Тие сигурно стравуваат некој да не им ја земе фотелјата и функцијата, но во нив нема Божи страв. Преку овие зборови кои ги читаме, Давид покрај другото сака да им покаже на идните цареви како треба да владеат, за да им биде добро и на нив, но и на народот. Стихови 4 и 5. И како што изутрина на разденување при изгреј сонце на безоблачно небо, од грејењето по дожд израснува од земјата трева, така и со мојот дом во Бога. Зашто тој направи со мене завет вечен, цврст и неизменлив, така излегува од него сето мое спасение и сета моја желба. Слушнете го Давид овде, ова е една од највпечатливите изјави кои Давид некогаш ги кажал. Веројатно се сеќавате дека кога ја проучувавме глава 7 од втора книга Самуилова, јас напоменав дека тоа е една од најважните глави во целата Библија. Таму е опишан Божиот завет со Давид. Тогаш Бог му кажа: од твојата лоза ќе подигнам еден. И тоа е истиот оној кој Бог и го вети на Ева уште во Еденската градина, истиот оној кој Бог му го вети на Авраам, а потоа го обнови тој завет и со Исак и со Јаков. Тоа е истиот оној за кој зборуваше Мојсеј, за кој зборуваше и Исус Навин, а еве сега гледаме како Господ го склучува тој сојуз и со Давид. Но Давид всушност сака да каже: мојот дом не е достоен за ова, ние ова не го добивме по заслуга. Ова не се случи поради тоа што јас сум некој голем или важен човек. Ако Давид го добиеше она што реално го заслужуваше, Бог никогаш немаше да направи завет со него. Но, ако Бог на луѓето им го даваше само она што тие го заслужуваат, верувајте ми дека немаше да ве спаси ниту вас, ниту мене. Зашто тој направи со мене завет вечен. Тоа се зборовите на Давид. Денес Божиот завет со нас е запишан во Евангелие според Јован, глава 3, стих 16, каде читаме: зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син. И потоа вели: така што секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Јас цврсто се држам за ова ветување. Бог го направи тој завет. Јас никогаш не побарав од него да го направи тоа. Тој самиот иницираше. Бог едноставно вели: еве го заветот, земи или остави. Понатаму текстот вели дека овој завет помеѓу Бог и Давид е цврст и неизменлив во се. Можете со апсолутна сигурност да се потпрете на Бога. Давид вели:
Тоа што Бог го кажа, сигурно ќе го исполни. Јас не се сомневам дека ќе остане доследен на својот збор. И ние денес можеме да бидеме сигурни дека Бог сигурно ќе го исполни тоа што го кажал во Светото Писмо. Ако ни ветил спасение преку вера во Христос, а тој навистина го вети тоа, тогаш спасението ќе им биде достапно на сите кои веруваат во Христос. Ништо и никој на овој свет нема да го натера Бог да се предомисли и да не го изврши тоа што го кажал. Во следниот дел од оваа глава ни се запишани и имињата и делата на Давидовите јунаци. Нема да имаме време да ги прочитаме имињата и делата на сите Давидови јунаци, но ќе спомнеме само 2 или 3. Стих 8. Еве ги имињата на јунаците Давидови. Тахкемониецот Јошеф Башевет, главен меѓу тројцата. Тој го крена копјето свое против 800 души и ги порази наеднаш. Ова се луѓето кои, како што веројатно се сеќавате, му се придружија на Давид во периодот кога тој се наоѓаше во бегство. Кога Саул го прогонуваше Давид, кај Давид дојдоа сите оние кои беа во некаква неволја. Исто така му се придружија и други кои западнаа во долгови и не можеа да ги платат, како и луѓе кои едноставно беа незадоволни, огорчени или обесхрабрени. Многу такви луѓе дојдоа кај Давид и станаа дел од неговата војска. Но, знаете што? Тоа е слика на Христос и луѓето кои со вера доаѓаат кај него. Како што кај Давид дојдоа оние кои имаат проблеми и некакви неволји, оние кои се чувствуваа обесхрабрени и разочарани, така и кај Христос може да дојдат сите кои се соочуваат со такви или слични животни околности. Немојте да мислите дека вашите проблеми се препрека за Бог, или дека тој од вас бара прво да си го средите животот, па потоа да бидете достојни за него. Не, тој ве сака и прифаќа такви какви што сте. Ќе прочитаме само уште еден стих кој е навистина интересен. Верувам дека некои од вас нема да го очекуваат ова име вбројано во Давидовите јунаци. Стих 20. Урија Хитиецот. Се сеќавате ли на овој човек? Урија беше војникот со чија сопруга Давид спиеше, додека тој беше на бојно поле. Самиот тој е вбројан меѓу Давидовите јунаци, што значи дека беше релативно близок со Давид. Сето ова значи дека за да ја прикрие прелюбата, Давид беше подготвен да го жртвува и еден од неговите најлојални војници. Сега доаѓаме до последната глава од оваа книга, во која ни е запишан уште еден Давидов греф. Сум слушнал како некои луѓе велат дека ова Давидово дело не беше греф, но според Божјата реакција, мислам дека треба да ни биде јасно дека станува збор за греф, бидејќи Давид, а и самиот народ се соочи со сериозни последици поради неговата постапка. Стихови 1 и 2. Гневот Господов пак се разгори против израелците и го поттикна меѓу нив Давид да рече: Оди, преброј го Израел и Јуда. И царот му кажа на војводата Јоав, кој беше при него: Обиколи ги сите племиња Израелови и Јудини од Дан до Вирсавеа и пребројте го народот за да знам колку народ има. Ова е навистина интересен текст. Во стих 1 се вели дека гневот Господов се разгори против израелците и го поттикна Давид да го преброи народот. Истиот овој настан е запишан и во прва книга Летописи, глава 21. Но, во таа глава се вели дека сатаната го поттикна Давид да направи попис. И сега се поставува прашањето: дали во Библијата има противречност? Кој го поттикна Давид да направи попис? Бог или сатаната? Едниот текст вели дека Бог го направи тоа, а другиот сатаната. Еве зашто станува збор. Кога и да сака сатаната да ги искуша Божите луѓе, нему му е потребна Божјата дозвола да го направи тоа. Тоа е едно од нештата кои ги учиме од книгата Јов. Така што, верувам дека тука станува збор за поттик кој доаѓа од сатаната, но со дозвола од Бог. Дали има нешто погрешно во самиот попис, односно во броењето на населението? Не.
Векови предходно Бог му кажа на Мојсей да ги преброи израелците пред да влезат во ветената земја. Но причината поради која овој пат пописот му се засмета за грев на Давид е затоа што длабоко во неговото срце тој сметаше дека силата на Израел е во бројноста на народот, а не во Господ. А секој кој го читал Стариот Завет многу добро знае дека во споредба со останатите народи, израелците не беа ништо посебно. Имаше моменти кога се соочуваа со војски кои беа многу побројни од нивната, а некогаш и подобро опремени, а сепак израелците победуваа. Зошто? Бидејќи со нив беше Господ Саваот, односно Господ над војските. Така што на Давид воопшто не му беше потребен овој попис, бидејќи до тој момент тој требаше да знае дека не е најважна бројката на народот, туку срцата на народот да бидат исправни пред Господ. За жал, некогаш овој начин на размислување може да се забележи и во некои цркви денес. Го мериме успехот на службата врз основа на тоа колку членови има црквата или колку луѓе доаѓаат редовно на богослужби и така натаму. Знам дека сите ние сме слаби на бројките и би сакал црквите денес да се што поголеми, но да не заборавиме дека нашата сила не е во бројките, туку во Господ. Стихови 10 до 14. И откако Давид го преброи народот, срцето му затрепка. И му рече Давид на Господ: тешко сгрешив што постапив така, и сега ти се молам, Господи, прости му го гревот на твојот слуга, зашто јас постапив многу неразумно. Кога Давид стана на другиот ден изутрина, би слово Господово кон пророкот Гад, Давидов јасновидец. Оди и кажи му на Давид: вака вели Господ, 3 казни ти предлагам, одбери си една од нив што ќе се исполни на тебе. И дојде Гад при Давид, му соопшти и рече: одбери си, глад ли да биде во земјата твоја 7 години, или 3 месеци да бегаш од непријателите своји и тие да те гонат, или пак 3 дни да владее помор во твојата земја. Сега размисли и реши што да му одговорам на оној кој ме испрати. Давид му одговори на Гад: многу ми е тешко, но нека паднам во рацете на Господ, зашто големо е неговото милосрдие, само да не паднам во човечки раце. Бог му порача на Давид: еве ти 3 нешта и избери едно од нив. Но Давид всушност не се одлучи за ниту едно конкретно решение. Тој само кажа: јас едноставно не сакам да паднам во рацете на човек. И морам да ви признаам дека ова е една од работите за кои јас лично постојано се молев во текот на мојата служба. Му велев на Бог: Боже, никогаш не ме ставај во позиција во која ќе бидам подреден или зависен од волјата на некој човек или група на луѓе. И фала му на Бог, кога денес гледам назад кон мојата служба, сваќам дека Бог никогаш не ме доведе во таква ситуација за да морам да се умилкувам кај некого за да преживеам. Давид овде јасно кажа: не сакам да паднам во човечки раце, подобро е да паднам во Божи раце. Може би некој од вас ќе си помисли дека ова е доста себично од страна на Давид. Ако одлучеше да биде гонет од непријателите, тогаш народот немаше да страда од глад или помор. Значи, остануваа 2 опции: или во земјата ќе има глад од 7 години, или помор од 3 денови. Стих 15. И испрати Господ помор врз израелците од утрина до определеното време и умреа од народот, од Дан до Вирсавеа 70.000 души. Господ не му се обрати на Давид повтор пат за да го праша дали да прати глад или помор, туку испрати помор. Во краток период умреа 70.000 души. Знаете, гревовите на водачите имаат сериозни последици врз народот. Верувам дека тоа ви е сосема јасно од се што се случува во нашата држава. Сега доаѓаме до последниот дел од книгата, последното Давидово дело запишано во оваа книга. Станува збор за постапка која е тесно поврзана со казната за која предмалку читавме, стихови 18 до 24. И во тој ден дојде Гад при Давид и рече:
Оди изгради му жртвеник на Господ врз гумното на јевусиецот Орна. Тогаш Давид отиде според зборот на пророкот Гад, како што беше заповедал Господ. Орна погледна и виде дека царот и слугите негови доаѓаат при него. Излезе Орна и му се поклони на царот ничком до земја. Орна праша: зошто дошол мојот цар Господар при својот слуга? Давид му одговори: да го купам од тебе гумното, за да му изградам жртвеник на Господ, та да престане поморот во народот. Орна му рече на Давид: Господарот мој, царот, нека земе и нека принесе жртва што му е по волја. Ете, воловите за сепаленица, а колата и опремата за впрегнување на воловите за дрва. Сето тоа, царе, Орна му го дава на царот. Орна му кажа уште на царот: Господ, твојот Бог, нека биде милостив кон тебе. Но царот му рече на Орна: не, јас ќе ти платам колку што чини и нема да му принесам на Господ, мојот Бог, жртва земена како дар. И Давид го купи гумното и воловите за 50 шекели сребро. Навистина ми се допаѓа овој став на Давид. Тој не сакаше да му принесе на Господ жртва која му е дадена како дар. Со други зборови, кога стануваше збор за давање нешто за Господ, тој не штедеше пари. Мислам дека ние христијаните денес можеме и треба да учиме од него. За жал се чини дека денес во некои цркви христијаните се научени се да добиваат бесплатно. Сакаат да читаат книги, но да ги добијат бесплатно. Сакаат да ја користат црковната зграда, но не сакаат да придонесуваат со плаќањето на сметките. Сакаат да слушаат проповеди, но не сакаат финансиски да помогнат да се соберат пари за платата на проповедникот. А Давид, тој вели: нема да му принесам на Господ, мојот Бог, жртва земена како дар. Бог нека ни биде милостив и да ни даде да пораснеме духовно до таа мера што ќе го имаме овој став кога станува збор за давањето во црквата. Да не чекаме некој друг да дава или пак постојано да предпоставуваме дека се треба да добиеме бесплатно, туку согласно нашите способности и ресурси да можеме да даваме и придонесуваме за Божјото дело. Патем, интересно е тоа што токму на ова место, години подоцна, Соломон ќе го изгради првиот храм посветен на Господ. Тоа е запишано во втора книга Летописи, глава 3, стих 1. Така што станува збор за исклучително важна локација. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а со тоа и обработката на оваа старозаветна книга. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на друга книга од Светото Писмо. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.